Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Замисли дека треба да одиш на пат. Со каква кола сакаш да патуваш? Јас, например, сакам да имам комоција, да бидам безбеден, исто така сакам, ама чекај, сакам и да уживам. Сакам и така убаво да ми биде кога ќе возам. Сакам исто така да имам и добра навигација, сакам да ми покажува знаци. Види, сакам многу работи, ама овој мокен хибрид ми го овозможува сето тоа, без разлика дали го возам по брда и долини или по градските булевари. RAV4 секаде е на свој терен. Тивок, елегантен, безкомпромисен и вооружен со најновата технологија што може да одговори на секоја ситуација. Напредниот систем за безбедност Toyota Safety Sense те пази и тебе и сите околу тебе на патот. Ти, пријателе, само вози и уживај. А денес ќе уживаме сите во друштво на една од најзабавните актерки во театарот, единствената Тања Кочовска. Ало? Жаре, ти си? Тања, ти ли си, бе? Јас сум, ти се имам од купатило, да не ме слуша придрак. Аха, а зашто? Зашто што е работа? Абе, како да ти кажам се, не можев да се јама мурам, ке пукнев. Кажи ми, слободен си? Да, бе, да, што треба? Па сакав кафе да пием, имам муавет, па и на водно кидем. На водно? Само те молам, не кажи никој предрак посебно да не дознам. Ај, ќе дојдам да те земам. Ако не види некој? Па не, као случајно си ме видел нели денеска. Добро, ајде. Чао. Ајде, чао. Шц, женска. Кажи дечки. Кај си? Кај си, бе. Жаре. Со големо задоволство. Така? Ај. Со големо задоволство. Може. Оп. Чека сега 5 минути дека влезе. Ајде. Чекај да ја пуштам штоперицата. Добре. Појлете. Може, фала. Вие, млади господа, во другата кола. Што джипче е ова? Ова е RAV4. А тоа ли е моето? Аха. Моето, многу сакам. Да? Да. Тоа сакам да се земам. После Toyota. RAV. Чекај, вака за безбедност. Да? Абе, многу сме, опасни сме. Возиме RAV, не снимаат од Land Cruiser. Да. Чиниш висока продукција. Ич да не чиниш, ја да ти кажам. Најбољи ич да не чиниш. Еј, се погодивме. Да. Тоа сакам и стан у парк сакам. Значи, тоа е целта. И викендица у Маврово сакам. Викендица у Маврово, стан у парк, Да. RAV4, доста. И... Ај, уште нешто стави сега. Не. Знаеш како викаше Васека 15? Шо? Вика, кој ќе ти дае, вика, замисли, вика, доаѓа ти дава Господ некој кој дае список. И кај ќе застанеш, бе, вика. Нема за Нигде нема да застанеш. Нема за Знаеш, стане. ова, чекај, и ова, и ќе ти рече, сигурно толку? А можем уште? Можеш. Ајде. Нема крај. Ова е вака и го. А за додатно пазење, ова е за тебе. Да? Да. Тоа е сребрена маска. Добра, нова, мислам, технолошки супериорна маска. Не се презервативи ми даваш. Замисли. Ме носиш на водно се, викам Замисли. 100%. Како секоја згодна Како женска секоја- ја носиш на водно, тоа е кај ја носиш. И викам, леле, А шала на страна, жаре. стварно на водно те носам. Па знам, го слушнав и викам, сега ми дава, ме Стварно носи на на водно водно и на те презер... Да. Ја, човеч. Не бе, вакви сама се чисти и тоа е уствари јакото. Не ти треба да ја переш, да ја правиш. Значи Така. 3 сата ја носиш и после доволно е да ја ставиш 20 минути на рамна површина и самата се чисти ради тој зеолит. Ова за мене? Тоа е за тебе. Да си бидеш безбедна. Да се И ставам ташна или да те лепа. вратам около? Не бе, стај си уташна. Таму на работа. Активно се игра или?
Не, а? Не, па не може како активно. Добро, моментов Значи, што стоиме имаш на на спрем, репертоар, да игравме- речеме? Имаш нешто на репертоар? Игравме представи минатиот месец. Добро. Игравме представи, значи се тестиравме пред секој играње представа и мислам не, мената си пази на тоа. Чекај, што значи тоа? Цело време тестови? Цело време пред Non-stop представа, скоро? да, пред представа. И пред колку проби. пати имаш правено тест? Имаш Милион. 30? Не, 30 немам, но 10 имам сигурно. Минимум. Да. Кога отидов, не знам кај бев, нели Ливчиња, кај професор Минов бев, пошто он ми е Добро. ја лечи плуќата, тој човек го обожавам, значи тој доктор. Каде е доктор извини? Во Чаир. Аха. Добро. Во Чаир. Го поздравувам. Да, професор Минов. Значи тој човек што знае се за театар. Се. Да? Се. Значи влюбен и голем. Да, се знае за театар. Сега во последно време рече дека не оди се разочарал малку, ма ќе го вратам јас во театар. Што он ми го врати лична мисија здравието. да ти биде. Он ми го врати здравието, јас него ќе го вратам во театар. Баш убаво. Да, и што сака да кажам ете. За тестовите, Шоке сум за ти у тестовите, емисија, бе, за земи тестовите. си младо дете. Земи некој што Се памти, бре. сеќаваш што памти. Јас да ти кажам. Па не, Моје време. вие за ту 9,5 места ефтен или како старееме дека рано стануваме. Јас мисле, да, ние апропо тоа. Да, и сестрата кај него, нели ливчиња потполнуваат. Пред колку- тест? Да. Не. Туку? Пред преглед, нели општо, А, дали си јасно, прележала, јасно. не си прележала, Така. да. Протокол. И вика колку пати, демек покрај другото, колку пати вика сте правеле демек тестови. Тестови. Аха. Па вика многу. Ми се заврти, ме гледа, вие на рентген работите? Еј, Да. да. Значи она не знае Тања доаѓа. Не, ништо не знае, со маска на рентген работите, викам да, на рентген. Порано викам у Шуми работев, па од Шуми ме пратија, викам на Партиски. партиски ме пратија на рентген да работам, се снајдов. И после викам што прво ми се факултет треба, ама после си викам па што факултет беше лесна работава. Аха, сестра слуша. И се да, викам се снајдов. Добро, не е проблем, викам уш ми у хор го пратија у Ај. црква. Мене викам ме пратија на рентген. И толку озбилно ме свати жената и ме сослуша и Си ја истера многу приказкава. пријатно ми беше да ти кажа да. А? Не ја трепна, прекина? ја- не трепна. И ми рече ако нешто да се работи мора, па мора. Мора, викам. така е. Па така мора е. да се работи. Ама така Вистина. е, нели вистина? Точно. Сега, мислам, Дали од ти се шуми гледаш, на рентген, така. дали од шуми у Ти се гледаш себе негде. си како докторка што од рентген морала у шуми да оди. Што да прави? Па се мора. Од нешто се мора живеет. Не, од шуми на рентген, иначе од рентген на шуми е полесно. А од шуми на Ја рентген. у шуми, да, у шуми дека работе, викам и ме пратија на рентген партиски. Офле, ама Зашо да ти су викам се, мислев факултет треба да се заврши, ама после кога видов дека е лесно, зашо да се заврши факултет па рентген. Што О. професија е тоа? Ете, тоа се случува со нашите. Ти се случило да очекуваш да те препознаат, а да не те препознаат? Знаеш, сигурно има. Мене сега не ми текне нешто конкретно, ама обично тоа е некојаш пример дали джандар, дали нешто, обично така, кога си викаш, леле, дај Боже да ме познае за, знаеш, Не, неќем Да да ме биде. познае, зашо може зинат па други работи да ти се десат. не зезај. Па да. Злобно, а? Па да, може валјда да се, мислам не ми се десило, ама ја предпоставувам. Нели да те позна да речеш на што ми е леле дојди бе, вамо. зезај. Не полесно дека праѓаме, не викам не. Ама ја мислам дека ако нели те познае и може да ти рече чеке бе застани ало. Како Да се му прави рече мангу тој на тиве. Предрак, пошто Предрак е Кумановец. Добро. И ние на граница од Грција носиме нокшири децава мали беа. На полнето. Играчки, Да. носиме дубаци, носиме, значи се утико пикнато едва значи затворивме и нема отварање. Отварање у Скопје Ако пред отвориш зграда. ќе се истори, ќе се Нема изгледа. отварање пред зграда у Скопје. Ага. И му викаме бе глумец сум, му На вика граница? сега, ја те знам да му вика, знам сум гледал представи, му кажува тачно се. Ама вика ја и брат да си ми мора да те проверува. Ти не достига патување, знаеш, Многу, што спомнавме ова. многу. Многу јас сум научена. Кај ќе одиш прв пат, човече? Јас Кај ќе кај одиш ќе одам? прв? Да. Ќе идам кај другарка ми у Риека, најдобра Тоа ќе биде другарка. прв пат. Тоа ќе ми биде прво, да. Тоа ќе ми биде прво да се видиме, после си ќе правите? идеме у Словенија. Опа, добро. Ти У цела вака Словенија у планираш. БТЦ центар идеме на шопинг. Аха. У Словенија пазариш? Да бе, да. Ја. Па најефтино е што ја.
Да? Поевтино тука 100 пати. Кој е трговски што е на сред Лјубљана. Така да, така, ти си го имаш. Па си го имаме исто ку Грција, Космос е поскап. Па треба да се оди таму. Да, многу е добар. Се не сум била 2-3 години, Ама ама па валјда сигурно цените. е исто станато. Со цени е Дури може и пониски да се сега. Може. Што, значи ќе фаќаш риека кај пријателката. Да, ќе фаќам. Тоа ми е Таа е прво. наша или хрватица? Не, она е си Хрвати. Она беше мажена за разведена со Ален Ливерич се викаше сопругот незин, он е глумец. Со кого Само ние се запознавме тоа. на аеродром во Измир. Одевме на исти фестивал. И како се здруживме со Ален, Добра така енергија. се споивме со Дијанка. Браво. И до ден, он е 9 години помало од мене, ама сме лонче и капаче. Па добро, што И многу добро се години нема дружиме, врска? да. Па да не немаш исто пријатели од театаров помлади постари со кои што ти паше бе, тоа е. Не сакам да кажам, Дијана си е топ. Така да со нејзе се дружам доста. Јас идев секоја година по 2 пати сигурно во годината. Многу убав град Риека, многу. Најубав по Многу мене. убав град. Да. Мада целиот тој дел Истра е преубаво, има убави местенца. Да. Си била кај Љубе Бошковски во Бале? Како не сум била? Јас сум бил. Он беше тогаш во ова. Кажи го дека Ухак. Ухак беше. добро, беше. Да, и имаше джиз фестивал се организираше тогаш Така е. во Бале. Така е, добро. И одиме ние, нели, имаше разни пунктови и одиме сега во кај Љубе. Да. И овој организаторов што е на джез фестивалот, Љубо, Љубо, и ја го прашам кам кој Љубо, па вика Кој е тој Љубо? дај ми го. И он гледа, ма како да, вика дај ми го. И ми го дава и здраво, Тања на телефона. Која е Тања? И му кажам која е Тања. Леле, Вики нека ви намести таму. Абе, Останете многу голем многу домаќин убаво. лук. Многу. Да, и јас еднаш сум бил на Многу нагости како убаво, кралеви, преубаво, мислиш. преубаво. Кој некој дошол. Многу Преубаво. го респектираат у цело тоа местенце. Тоа многу убаво, пријатно ме, знаеш, Ма нешто го респектираат, него јас нив ги сваќам, него ја Љубе не можам да го сватам. Зошто Шобарат- на таа убавина? Шобарат тука да дојде. Зошто на таа убавина? Зошто? Абе не можеш да му најдеш, знаеш, сега така, секој човек различен. Таа убавина, таму е страшно. Не, у принцип јас, пошто ние имавме куќа во Макарска Добро. и ние нонстоп идевме таму. Значи со месеци Таа беше сме семејно од живееле. твоите, или? Да. Ние таму сме живееле со месеци. Така да Така. јас сум израсната Далмација. Збориш, да речеме, хрватски далматински тоа? Ајде, мени. Така. Ао, жаре, идем од Рито сада. Ајде. Ајде. Очемо Ајде, ич си- вадник, си ги очемо сакаш? ич наводно. Продолжи, си ги сакаш песните? Сите ги знам, нешто им ги пеам, ги Кои ти се нервирам. омилени онака? Да те могу За себе, добро. писмом звати, ја би пива не би стајо. Да те барем опет врати, време кад смо сретни били. Да те могу писмом звати, ја би пива не би стаја. Да се стара љубав врати, не би писми било краја. Што ово, чува? А, лепота. Чува? Мислам Клапа маслина дека е пее. Абе, јас си ги знам тие далматинските, пошто јас сакам хармонско пеење. Аха, ти лежи. Цел живот ја и сега, мајка ми ако има Алцхаймер. Добро. Значи, на мене ме има заборавено, ма за пеењето, за хармонијата, не де Боже фалш да ја отпееш. Кара одма. Ма пред некој ден ми вика, научи си ја песната и ќе доеш утре ќе ја пееме. Врати се кој ќе ја научиш. Кога ќе ја научиш, да, тогаш ќе доеш ќе ја пееме песната. Да. И тоа уживе, тоа ја одржува. Кога ќе отидам, одма и пуштам музика, одма и пуштам се, пееме. Па задоволна, па кога ќе отпееме нешто убаво. Али не де Боже да изфалшираш. Тоа на некој начин, Тоа ми е мене, ме фасцинира тој момент. нешто Како кажува може да магијава на атрофира. музикава, човече. Не, како може сите делови да ја атрофираат полека, а тој тоа дел да остане. да остане, да. Па тоа е музика. Тоа е Да, музика, да. да. Не, без разлика, јас сакам, например, слушаме и техномузика. Ама, Одредена техномузика која што е малце Те по-мелодична. разбирам, да. И тоа, например, ќе ја пуштам и она слуша. И баш не е тоа И ги добро. фаќа тие. Не, и баш не е окей, сакам да ти кажам.
Не е само хармонско пеење, далматинско и не знам што. Без да И рап слушам, мислам, без да немам проблем, навлагам ама, у тоа, да. знаеш, моментов јас сметам бидејќи и јас сум го гледал тоа. Луѓето, знаеш, моментот со Алцхаймер, таа борба цела, мислам дека не ги разбираме општествено. Оние кои што се директно соочени, фамилиите, семејства еден од друго. Па нема, затоа што сме далеку од се, нема дневни центри прво. Прво немаш дневни центри. Тоа е Ние страшно со мака. Габи Новотни сакам и се договоривме да се бориме за тоа. Значи да имат дневни центри, значи тоа ги зимаат. А тие што се болни од Алцхаймер ги анимираат како дневен престој и после ги враќаат. Значи тие што се најангажирани околу нив, значи во овој случај татко ми, ти малце ќе го олабавиш, така? Така, ќе му Малце дадеш ќе го оддишка, одмориш, така. ќе му дадеш Абе, оддишка. тоа е целодневна работа, не е шала, значи. Да, бе, да. Таму, Да. знаеш, потешко од дете што се вели, сепак тоа се луѓе со кои што цел живот си го поминал и одеднаш не се тие. Да. И Не болка е за не тебе, за познава, него, за сите апсолутно, онака. Да. Знаеш што се тешам, што велам дека значи она сите проблеми во моментов си ги заборава. Разбираш, значи не Да, за лошите олеснило на работи. тој начин. Меѓутоа, тој е нези траумата што она цело време за тоа и плаче. На 4 месеци ме оставила во Пелени и ме видела после 8 месеци на година дена. Вау. Во Дубровник баш таму нели во Макарска сме идела. И вика да не беше тетка ти, јас не можам да те познам. Мислам, јас 14 години живеев со тетка ми, најстарата сестра на мајка. Вика не можам да те познам и сега тоа е болката. Тоа е болката и сега една кукла ми рече Новотни, остави кукличка. Нели она прво ќе ја фрлат шојова, после тоа ќе си ја забришува, ќе си ја мести од место на место и ќе ги ствара тие повторни чувства мајчински, нели? Ќе се врати во тоа време тогаш, да. Да. И ја човече се најдеш. Да, значи тука си има. Сега тие дневните центри многу помагаат, ама што да кажам кога не можеш со луѓе што треба тоа да го направат да се договориш. Државата. Па со државата е така е, зашто ти не мора и претходната власт ти сега не можеш ти да правиш од споменици на, значи се знае здрав народ, здрава држава. Значи Здрав направи го народ, прво тоа, да, здраво образование и- инвестирај. Прво здравство, па образование. Значи инвестирај во здравство, па после Потпишувам комплетно и јас се слагам. Нема Ајде да пиеме ништо, кафе. да. Ајде. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе зајмиш пари ти? Па на шалтер кога одиш километар едици ти фали тоа во на страни 253 луѓе 21 век што сте нервозни. Денес што ли не се прави се по интернети, а тогаш Ембар се најдобри. Емкеш, па кај си брат? До ден денес нема никој од нив подобри. За родене ќе честат пази автомобил. Аплицирај си многу, нему ја мисли ти. Лапај нов автомобил и вози, чао, поздрави.
носи го својот стил во дворот и градината со Black & Decker. Вистински алат за совршена градина. СБДМК за тие што создаваат. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Корење. Павлака со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. За љубителите на екзотичните вкусови, денеска имаме зелен чај со ѓумбир и куркума. Good Nature зелен чај со ѓумбир и куркума. Побарете го и купете си го. Домот е таму каде што мириса на што? Топол, леп, кифлички, пити, врели, туку што извадени од рерната, а мојот дом е таму каде што лебот и кифличките и питите и се друго се меси со најдоброто брашно, моето брашно од Кадино. Ти си дете на... знаеш, ти си... Твоите родители биле екстра познати. Ти си еден таков идиот, сам ти си едно дете. Ти си едно такво чудовиште, човек. Кажи. Знаеш, како беше да се расте, познавајќи дека твоите родители се многу познати. Знаеш, не знам тоа како може да му биде на дете. Ја кога бев дете, ја бев познатиот. Знаеш, па ми беше друго. Имаше ли момент као вниманието е кај тато и мама, мене никој не ме сапи. Нешто такво... Не, можам да речам, вниманието секогаш било, кога сум била ја, нели, пошто сум првородена. Вниманието било нека мене, меѓутоа немале доволно време за некое внимание. Настапи чуда. Да, така да сум живеела со луѓе кои што биле... Плюс они настапувале по цел свет, човече, они не биле за Не тоа него, значи сите глумци, пејачи беа кај нас во куќа. Така. Значи јас за да отидам у Белград не идев со кола, идев со авион. Значи ако се разболам, да шарлах добив и мораше на висока надморска височина да се качам за да оздравам. Како терапија. Значи отидовме до Белград и се вративме назад. Меѓутоа тоа мене ништо не ми значи, мислам, јас сум си приземна, така да не ми значи ништо. Мене само ме нервира и боли сега во последно време, нели, кога се случи да од сите страни на Македонија да дојдат. Па нели кога треба негде да се патува, мене ништо не ми смета, ако треба и запрежна кола ќе патувам, затоа што тие се работи кои што стануваат и се интересни за еден глумец и тоа е нешто што го памтиш цел живот. И кога ќе кажат дека не се научени, они не можат во такво комбе да се возат, они не можат толкав пат со комбе, треба со авион да се оди. Иако, например, не знам, лупам, пола куќа им била штала, пола живееле. Знаеш, мене тие работи ме иритираат. Иначе, што се... Не ми смета, значи, сум научена и на имање, сум научена и на немање.
како да кажам, значи моите заработувале, не А можам. моментов каков беше? Знаеш, ти ги имаш сите овие глумци, познати луѓе кај тебе дома, малтене други луѓе за да уклучат телевизија да гледаат нешто, тебе тоа ти било секојдневие. Секојдневно ми било дома, Знаеш, да. Тоа гарант Затоа и било не ми се интересно, чудни, гарант било... Да, па затоа не ми се ни чудни тие работи. Тоа ми биле као обични луѓе, гости, дошле па се занимаваме, не знам, да ме рани еден, не знам, лупам Здравко Чолиш да дојде и да ми даде, така. или сликата За што тебе, ми он е е Чичко Здравко, да, некој, седам и мене Тито ми дава јабука, седам у скут на Јоана. Јованка. Вика ја Јоана. Јоана. Она така сакаше да. Поново Јоана. Јоана. Да, не Тоа сакам е да преако, кажам, човече, они еј. тогаш у неговата резиденција секогаш му пееле. Како стигна? Значи, твоеве беа фактички настап пред големиот маршал, така? Он ги сакаше многу. Нефи, секое доаѓање тука, они доаѓа и Обавезно. пее, да. Гости кога му доаѓа, не сега да седне ти Да, ај пеј ми. да пие, да лови, Гроздови да му става, да. Не венча запее ништо. Мислам, не беше така. Она Кој моја ќе му на... дојде од дипломатија, луѓе, тогаш ќе ги викне. Да, представително е, Да. еве. И еднаш немало кој да ме чува и мајка ми ме зела со незе и нема каде, а она треба да Леле, пее. јако. И Јованче ме зела во рака и таква е сликата Тито јабука ми дава. Ама убави, Да. мислам, ова се фантастични спомени што, знаеш, свесна Ама си дека тоа ова ми е... се спомени, ама мене тоа ништо не ми значи, како да ти кажа. знам. Мене ме нервира кога некој ме малтретира со тоа дека вчера станав познат и сега јас одам да снимам таму. И се сум снимам јас од со големото тој и добро утро. Тој, да, или ја не можам да патувам со, не можам да... Абе, седи. Како имате Абе, патувано седи. со театар? Кое било некое најинтересно патување кај што условно речено не било ни луксузно, ни не знам како. Како луксузно, едното комбе што беше во театар за деца и младенци, Добро. беше товарно комбе кое се направи патничко. Товарно Значи, комбе. да, Добро. значи, шофер, Тоа е без седиште. вајде. као и прерата, шофер напред, путници Така. позади. Значи, шоферот си е напред. Да. И имаше еден огромен простор, Така е. нели? Па доаѓаат седиштата. Добро. Кај што Дека е седиме, товарно, значи тука се... три позади. Добро. Меѓутоа, пошто е товарно, ти можеш да станеш. Апсолутно. И тука станувавме, ни игравме, тука ни беше дискотека. Се до последниот пат, кога донесовме 2 маси, ставивме унутра, Вистински мали, масички. вистински, со вазна, со се. И ја направив шпански шницли уземјено и ги ставивме кај моторот доле у микро да се топла цело време. Се дојка не се тумбавме со комбето и тука заврши приказната. Како да. мислиш, баш тумбање, Па да, се вистинско? излизгавме малце, да, во Бугарија бевме, да, и се свртевме Фала Богу. малку, да, добри, фала Богу, добри. Без појаси? Не, со појаси, ама без не позади немаш појаси, напред тоа. има со па без Па, значи, летавме. тумбањо Па не, без тоа се тежинско. не, тоа се зизавме со се шалевме со Оли Светломајстор што е во театар за Океј. деца, ко Бланка и Бланко Влашич летавме. Јас само да. се сеќавам, да, дека само затворив очи зашто паднав на стаклото, така се преврте, за да не ми ги исече очите. А ние во лимено ставено македонска приказна игравме, што имаме 2 лимени, оние со тапаните. Добро. И во лимен сандак волкав реквизита. И на тој лимен сандак тука лежеше Владимир Лазовски, што беше заменик министар и си играше. И него го поклопи Сандаков. И после го зецавме, викаме што не си остане уште малце, уну табанките донесевме до Скопје. Зашто на посткатастрофа кој те фати, па се смеевме со солзи 3 дена. Така. И ти викам позади тоа Бланко и Бланка Влашич летавме и прво отворија позади, а ја одма, значи не може да се изгасне комбето. Мене прво ми беше изгасни да не тече, да не се запали. Одма земав ташната, камерата и летам надвор. Ама први не дочекаа музиканти. Ама прво тапаните, прво ке ни во рака беа. Добро. Прво излетале. И они, ами, вие ли сте музиканти? Викаме, не сме музиканти. Вие скачате со инструменти. А ние со инструментите, мислам, тапани веќе ни фурака, пошто прво тие се стракалале назад. Така да после се смеевме, многу се смеевме, 3 дена се смеевме. Па ќе се смееш... Останавме живки, ама тежината преовлада на едната страна, другата страна беше провалија. Значи, огромна среќа е во прашање. Огромна среќа имавме, да, и така тие патувања убави се. И се знаеше 5 души од театар седевме во комбето.
Тонец од Геле, Светломајстор Оли, Владко, Кети, сегашната директорка на ова и јас. Значи ние си бевме у тоа комбе. Убава екипа. Кај е сега комбето? Се спаси комбето? Живо е? Не. Отиде старо железо? Не, нешто направија ли, не знам, или више не можеше да се вози, тоа беше... Па се зеде ново комбе? Па да, сигурно. Не, имаше и друго комбе во театар, се не знам што има. Ама ова беше комбето со душа, сигурно. Ова беше комбе, најубаво на свет. Значи едва и чекав. Мене ми беше криво за Шведска, кога идевме, јас сакав да одам со нив, тој готвев и си изгорев вчера. Во Шведска, да, ама ние глумците идевме со авион, иначе јас ке си одев со нив со комбе, 3 дена. Скопје, Стокхолм? Да, Скопје, Стокхолм. Ама патешествија невидени. Значи не ми е досадно со нив, како да кажам. Абе сакаш да патуваш вака те гледам, не, Макарска, ова, Ма јас као... несвест, ма не можам јас да издржам во годината 2-3 пати, ако не отидам негде, не можам. А добро, пат не те замара, знаеш. Не ме замари, тоа сама си патувам. Значи мене ми треба само храна, цигари, кафе, седнам околу и си одам. И што, музика слушаш? Све. Пример? Све. И еднаш пред шит застанувам таму, ме дочекува еден другар што си го запознав на бензинска. Дошла македонка, он ми ја зима колата, ми проверува све. Значи он те знае. Кафето ме чека, да. Аха, браво. Да, Некојаш си го запознала? Да, па требаше на пропатување да дојде со фамилијата. Чека, му се најавуваш барем? Тргам на пат, чекај ме да ме провериш. Му пишувам, јас сум ушит, здравие, тргам, јас секој што бајле рано тргам, навечер не можам да патувам сама. Да не ми се расипе кола, Ама и замара за очи, јаврам. Да, не ми е убаво. Само со децата мали кобе, тогаш патувавме навечер. И му пишувам, значи јас стигнувам ушит од прилика тогаш. Он менува смена ако не е на смена. Така. Да. И дори жената и децата ги упознав пред некоја година беше. И они дојдаа да се запознаеме. Па требаше на пропатување у Грција да дојдат кај мене. Знае дека си глумица, знае дека... Се сум објаснил, има да ме дочека, брате, како? Па како, ако не сум глумица, како ќе ме дочека? Да. Не. Сигурно. Нека, никако. Без тоа не иде. Не. Колку добро. И така ме дочекува, ми пуни бензин, ми ова, кафето ми е спремно. И викам на пропатување требаше да дојдат да спијат кај мене, да се видиме, ама со пандемијава не се случи тоа. Таа пандемија промаши. Последен пат што бевме у Русија со Марија, колешка од театар за деца. И сега со Будимпешта бевме со театар со МНТ. Значи последно што сум идела сама, тоа беше Москва и Санс Петерсбург, што би рекла една од театар за деци и младенци, една Санс. Да, и Предраки вика, значи не е Санс, него е Санкт. Не, Печо, значи тоа е Санс. Се вика, и он дојка, добро, од утре Санса Марија ќе ја пееме, сега нема друго. Сега. Нема така. Ако е така. Има бисери, не е само Санс Петерсбург, има филиграмска обработка. Знам такви луѓе, да. Екзидуксот на евреите. Ево, прво да слушам. Екзидукс. Колохауст. Персона номаграта. Ама како намерно све ми е дури запишано, звучи. братче, све ми е запишано. Како намерно? Представи, како намерно, селјанизам и Ренесанс. и франшиза, како викаш. Да. Сега ќе те изненадам со музиката. Кога сум најубав, нели сите ние секој момент, ја барем у разни периоди од животот годината си слушам одредени песни што ми се коњак тогаш. И сега сум во месеци, да речеме 3, 4, 5 месеци негде. Трае ова, не. Кај што слушам Макфест 87 година. И баш таа. Значи таму е хитови. Трајче Манев 8 мене таму, ама не е заради Трајче, иако е топ таа песна. Добро. Поише е ради други, например. Маријана и Росана Стој. Таа е не е од најпознатава, нели ова како беше. Добро. Ја не ја сакам таа мејнстримот. Како беше од Маријана и Росана? Владо, ти знаеш? Признавам, не. Ова е она Стој, тарараде си мојот број, може да сватиш кој. Да. Ристо вечниот Чили Вили. Леле. Значи, има уште Бонтон, Дарио, пази, Бонтон има една Маја, се вика, таа мала Маја. Дали знаеш колку значи таа мала Маја? И хитот најголем, Тања Кочовска, Еми. Да бе, Еми, Еми многу знакаше, колку нежно. Ти у добро сеќавање, у лошо сеќавање. Не, зошто?
Се добро, малце непријатно пред јавност, ама... Ама морам да кажам. Значи, мене пред настап ми се случува да добијам нешто меѓу диареја и грчеви, да кажам. А се случува дека сите песни, нешто и не бев добре, нешто предходно ли болна бе. Не знам што се случи, значи сите песни на светот траат по 3 минути, еми тогаш баш мораше да трае 4,5 минути. Све на Макфест 3. Да, значи 2,50, 3,10. Да, страшно беше, мислам, тогаш беше многу страшно. Јас не знам дали завршив на хитна, да. Значи ја у ВЦ, до ВЦ има човек, до пред сцена, зад сцена ова и тоа е ајде уште 2 минути, ајде уште минута. Значи заврши, излегувам на сцена и викам ќути сега ајде нека пројде песнава, па нека ме носат у соба да легнам. Ти во болови ја пееш. Јас со болки умирав, значи кога ќе почувствувам грче во стомак и има неколку пати седнувам да ја пеам песната на сцена. Страшно. Очто таква ми е кореографија. Па јас тоа викам види бе, знае бе глумица. Знае бе глумица бе. Нема стол, нема ништо, ама сепак. Помини седни, да. Ама не можеш да станеш. Царица, значи. Да, ама не можеш да станеш. Иди па стани со грчевиката. Епа не може. Да, епа не може. И си преседиш на сцена. Сега да кажам какви работи нас не се случуваат, што е и нормално. Абе нормално така, ти идеш у канцеларија, идеш на лекар, нешто ќе се деси. Таја ми ја уништи песната. Да, од сега само на тоа ќе мислам како најомилената песна. Ама зашо па жали ме малку. Жали ме неколку тешко ми беше леле, тогаш мислев ќе умрем на сцена, мислев ќе умрем готово. Толку? Многу се ми се слоши. Обелев, колабирав, серав 4 избрав за мен. Се сезам. Значи колабирав и ме однесува, мислам хитна или соба негде, па дојде доктор, нешто така беше. Страшно беше, многу беше страшно, ако се смееме се. Добро, ма ја сакаш песната. Не ти е во лошо се кава. Јас сите ве сакам, ама кој ќе дојде за такво? Ти ме сакаш мене диареја кога види. Помислиш? Не помислиш. Се вртиш тоалет дали има пуше. Точно. Сигурно не мислам дали си добро. Не помислиш сигурно на мене. Со Лидија, која бевте, ти си постара колку? 9, тоа не е малку, сакам да кажам, сигурно си била газдата. Сум. Низ дома. Сум, затоа што беше лигледно никакво. Амам бе? Ми издаваше. Од тие таквите мама? Патуваа оне. Патуваа многу. И за Австралија еднаш кога требаше да идат, и викам, леле, сега ќе излезат они за 1 сат, ќе видиш ти тешко тебе. И ја како ја бутнав, ја закачев за квака тука. Како ја закачи? Значи кваката влезе овдека во кожа. Како сум ја бутнала. Тоња. Ама не беше нешто многу повредена, пошто така беше некако кваката е специфична. И така некако беше, не можеше да мрда, иако беше малку засечена вака и мајка ми се враќа. И ја наоѓа Лидија закачена на квака. Она вака? А она вака стои не мрда. А ти шо правиш? Чипс јадеш? Не јадев чипс, друго јадев, нешто не знам. Ама сега си бъркаш работа да ме ја... Не, ја љута уште, љута. Шо ја ништо заслужи. И тука мајка ми нормално и после се јавуваше на секој 5 минути доека не полетаа. Точно. Како е Лидија? Добре, викам, добре. И викаше после тоа ќе да ставам на квака кјути. Не, после више порасна, после друго беше. Поише ме слушаше. После и требав, за да ја пушам дискача до покасно. Да ја пуштам, да пие, да пуши, се да ја пуштам. Па и да ја браниш, да, не знам, што пред тато, мама, како? Како е, не, пред тато, мама не, пошто ме издаваше пред нив, не. Ама пред други, вака, ако ја закачнат, не де Боже, во четврти спрат ќе се фрлам. Не де Боже попреку да ја погледнеше некој. А со децата каква беше? Мислам, добро се, они си се деца, они си се возрастни. Бетер. Не, пошто ја се разведов Александар, со Александар неколку години живеевме сами. Па не дај Боже. Значи не дај Боже, еднаш последниот пат кога отидов. Кога видов пред мене 2 споменика 2 на 2, ама не попуштив. Одма рипам ја каде. И он се ме видоа дека живееме заедно комши, сме ми викам нека друг пат нека не ни ја удира колата, он со топка удирал кола за инат. Да. Или ќе земеше нешто на контейнер, ќе најде, многу сакаше да заработува, стално имаше пари кај него. Ќе чека, например, пред трафика да... Бизнисменче? Да.
да пред трафика да дојде да му купи на тој џамли и после ги продаваше по динарче, по не знам како. Што стално имаше да врти парата. И му се виде после многу сладко. На контейнер оставаат делови од машини, од не знам што, Така, ги земеше деловите. И имаше влај една кафана, сигурно на скијање кога сте иделе. Се ти помал си доста, ама кога идевме на скијање, тука јадевме чорба од сабајле, па продолжувавме на скијање. Дали идевме Маврово или Шапка, не е битно. Убац или после? На кај Ѓорче? Не, општината Карпош. Значи тука беше. Пред. Одма до општината. Беше тука. Се бензинска што е на тоа место, да. И он ќе земе некој дел и тука ќе дојде и на сите им викаше јас сум син на Тања Кочовска, да ви отпеем една песна за 100 динари. А сирот кој што не знае да пее. Ама си пееш. И добро е ќе го слушаат. Вика ме слуша, не многу вика се мрше, ама ќе ми даја некој динар. И се погаѓа другар мој. Добро. Вика јас сум на Тања. Јас сум син на Тања. Браво, вика ајде да ни отпееш Александар се. Една песна и вика он дека ја им кажав дека си ми другарка, ма ти не знаеш вика колку го отвори грлото, вика кога се закрешти. Кога закрешти. Абе вика страх. И му реков Александар, немој да ми се лутиш, он затоа ми се јави да не ми се налутиш, вика се наежив и му реков те молам Александар не пеј, еве ти 150 динари, ама те молам више уста да не отвараш. Те молам, значи. Вика многу лошо бе дете во пее, бе викам се што нека здрав и жив се, тоа е. Некој добро пее, некој нека е здрав и жив се. Некој мора лошо да пее, па сега како? Па, замисли сите пејачи, па. Ма замисли, па стварно. На што ќе личеше тоа? Па нема друго. А имаш тим или човек или режисер или колега актер или било што или колеги поише со кој што е тен се радуваш кога да речеме имаш нов проект. Си викаш леле, да, со Тања или со не знам кој, топ ќе биде ова. Па имаш такви некои? Види се, како да ти кажам, значи има актери во театар кои што ми се омилени, ги сакам како актери и како партнери. Да. Има партнери, например, актери кои што ми се многу добри партнери и јас со секое време би играла. Значи... Да, например, еве сега како дојде во театар, некако со Микич, со Александар Микич, некако со Николина Кујача исто, значи некако се најдовме на иста лесно се разбираше. Се разбираме, да, и работници сме. Многу е и Николина и Микич се страшно се види нив ги одвоив има и други, нели. Да, така. Не дека се само тие професионалци. Да, Чикаго например имав после втората, нели со Сашко Коцев игравме животот е прекрасен, љубовници. Сите колеги што се таму, значи тоа се партнери, кои повеќе, кои помалку. Зависи меѓутоа во суштина се окей партнери. Да кажеме, јас сакам кога се работи, например еве со еден Ѓоко Јолевски актер кој што игравме во Тартив кога ја спремавме, значи ја и Ѓоко сме работохолици еве на македонски, нели? И се за да ги значи тоа стихот за да го направиме што поприродно и подобро, работевме 20 сати од 24 сати, да речеме. Да, за нешто да го многу работевме, подобриш, многу вложуваш за малку подобрување, не сакам светот да изгледа лесно, до крај се оди. Ама сакам светот да изгледа лесно и разбирливо за публиката, зашто стихот е тежок за уво за публика. За нешто не го знае. Значи ти треба за секако вид на публика да го играш. Што прв пат така да, и сега ние тоа нон-стоп го работевме, го верглавме, го работевме со подтексти, се да се биде точно, да биде нели убаво за и да го разбере сечие уво. Секој уво. А со Предраг сте биле партнери во Да. Каде што било? Во театар за деца, во македонска приказна иде во ова, например, да, колку тоа. Што? Со него не се разбирате на сцена. Не, он е инат, јас сум инат, нели? Кој ќе кажам не е тоа така, он ми вика не, ова е вака. И сега не можам никако да се разберам со него, па знае он, например, во театар за деца работевме такви представи кои што има многу реквизита. И он, например, знаеше, ако нешто му треба да дојде кај мене да се зема што му треба. Јас сум местела два дена, например, 2 сата сум местела за тоа. И тука беше кавги, па знам да го штипам под маса, да сум насмејана, пошто пулт имаше. Јас сум насмејана, доле го газам. И ме гледајќи се насме и не му одговарам, например, не му кажувам реплика, одма него му кажам, например, после 15 секунди. Па, знаеш, малце да го оставам така, имало такво се, па не осетила публика, ама имало страшно. Или неверојатно смешно и многу интересно. Или во на прва представа, спомени во ноќта што игравме. И сега тоа имаш 30 секунди да се спремиш мюзикл, да се спремиш, облечеш нов фустан, фризура, кармин, штикли, да излезеш на сцена, да играш и да пееш.
Сега имаш една точка кај што, значи, све тоа сме го вежбале посебно. Аха, само облакање во брзо. Само облакањето сме го вежбале една недела. Така, зашто премногу е кратко Фризурите, тоа. не, али тоа мора све да изгледа лесно и не поминува ништо кај режисерот, кај професорот Боња Лунгов. И микрофони, пошто тогаш немаше бежични, него со гајтен, тоа исто сме го работеле неколку дена, кој каде оди за да не се заплетка. Пошто ти пееш, напред играш, треба да ги вратиш, еден на лева страна имаш 3 микрофони, на лева бе. На десна, десна. Значи на десна страна имаш 3 микрофони, на лева да ги вратиш и тоа треба друг да земе, нели? И сега јас се спремам позади. Он како си прошол позади ми ги шутнал штиклите и мене не ми се на рака. А ти тука? А толку е, нема време. А треба една шипка со 2 завеси да се дигне. И што се случува? Значи ја ги барам, овие не можам да ги најдам. У последниот момент како ги најдов, како ги ставив на себе и да тргнам према сцена, значи двајцата, пошто сите тука и тонец и не тонец, сите помага, значи ја дигаат шипката, а ја не ја гледам. Се вртам, завеса се отвара и ја преку шипката паѓам. Почнува музиката и јас од доле. Значи, од паѓањето. Значи, преден дел не е мој, не го сеќам. И од доле почнувам да пеам. Ама со баршун. Дека станам, да. И од тука, и сега како се завртев, нели идам назад, напред, испев и се враќам назад и удам ке ти што е кренчката да го тепам. Значи, ке го тепам, готово. Готово, го убив и сега како пеам, нели, вака правам, као покажувам, за да го не свестам. Он не сме тука да мрдне од тој пункт. Точно. Од тој пункт тука не сме да мрдне. Така да имаше такви патешествија, после бевме скарани, значи не разговараме, а со Предраг не може да не разговара, зашто него се му е равно. А така? Нели, ја можам да умрем од нервоза, он немој Мила што се нервираш. Да, Мила. И сте мислат дека Милата на Кумановски значи Миле тига мајки. Така, а ова е Мила, убаво. Да, као Мила. Да. А добро, во филм, во нешто така посериозно, сте биле маж и жена нешто така? Една серија, мислам, ја дека не сум многу по филм, нешто не ме влече толку и нормално не сум играла многу, не ме бирале многу. Скоро у краткометражен, нели? Не, тој краткометражен е сега ќе се работи, сега тој е како студент, да. Тоа е преку холандска амбасада ќе се работи. Добро. Па тоа се студенти кои што ќе работат. Па реков се што се работи за студенти како Нела е на тој факултет. Ќе помагам. Ќе помагам во секое време, да. Тоа е супер од тебе, браво. Исто колеги на Нела исто ќе работат и на представа и со нив се сложив да работам. Значи се што треба да им се помогне тука сум. А добро, кога треба да си се вратиш дома после такво нешто со штикливе едно друго? Нема зборам. Нема? Ама нема ке него. Он со полеки упорени, он со полеки со упорност те осваја. И не можеш ти да се нервираш. Ами не се нервираш, ти ќе си прозбориш, најнормално ќе си прозбориш. Не можеш, ќе дојде момент. Па не, ја седнеш, кажував, ние, пошто 25 години, одиш во театар за деца, нели, у кола се возиме заедно, тука највише се расправавме, секој се бајле у кола. Возењево, на кај работа. Не, на враќање више се смирил. Так. Ама ќе дојдеш у театар со глумците, нели, со еден со друг, ќе седнеш ова. Сега, у пандемијава сами, значи, некам да го заколам, малку ми е нешто поише ако постои, нешто да направам. Не можам више, стварно не можам, нити патувам негде, нити одам. Ова е лесно. Ова е лесно. Брзо проаѓа. И одиме на работа и се караме. И он, нели, као што викам сега, јас се карам и он застанува и ми вика, Тања, Анидала беше, кај путник застанува. И викам, кажи му, ама ја ни забезборум, кажи. Ај, Мила, стави сега по едно кафе да пиеме, кој ќе дојдам да сврти, да ја паркира колата. И јас да му речеме, нашто, ке ова и со овој дел од прстот, ја се удирам. Ја бев 12 вака дена. Јас бев потече. Може да мислиш, сама сум си наштетила на себе. Ма не само што да него, што можам да му направам? Не можеш ништо да му направиш. А иначе од друга страна, мислам, тука е добар човек. Не можам да речем дека е многу добар човек е. И добар другар, и добар партнер, и добар колега, и добар све. Ама овде лежат многу шеги многу шеги во тие 12 дена. Тоа е другиот дел, нели? Партал можела. Меѓутоа се работи за театар, ние нонстоп разговараме за тоа, нонстоп разговараме за
било која драма за улоги, на кој начин може да се направи... Да си помогнете. Да, да си помогнеме еден со друг, значи за театар многу разговараме. Па добро, професионалци пред се. Да, тоа не можам да речам. А после тоа каратисти и другото. После тоа, да. Ама ова е само каратист, сам себе каратист. Не, страшно беше тоа, страшно. И бев љута само на себе. И ја ке се исплачам, нели зашто сум љута сама, и тоа не ми беше доволно. А не можеш да се тепаш, не можеш ништо себе да си наштетиш, да си само наштетиш. Доволно сум си само наштетила. И така. Ние, како што си завршуваме секогаш, имаме предлози за да си пазарите Good Nature, иако доаѓаат топли денови, сепак Good Nature мора да се има дома, најдобро од Македонија. И ова се ПКБ-та, паштетите од ПКБ-ско, тоа е прва македонска премиум паштета и тоа е исто така да си го пазарите и да го имате. Јас и ти ќе се видиме. Мене ми е многу драго што си тука пак. Многу те сакам. Убаво ми е ко соработувам и професионално. Ама затоа реков одложував со месеци, одложував, ама добро. Реков за жаре, секое време јас кажав на време тоа и ради Ѓоко зад камери што е значи тоа ради него. Ама се тоа навистина имав голем проблем во однос на не сакав да се мешам и ради мајка ми, ради себе и ради ова. Со вакцинче малку подруго. Вакцинава сега е малку И само да сме живи и здрави. А зашо па Владо не го фалиш никогаш? Владо? Не знае дека Владо се вика? Леле. Не знам дека не. Не, зашо со него се расправам највише, тоа стално он ме нервира. Ако се бие, тај се воли, така. Највише се сакаме, ама највише се расправаме, да. Па така, ја исто така, да, тоа е тоа. I love you, baby. Da-da-da-dee-da-da-da-dee-da-da. Абе... Бере, знак кој да искачат тука? Искачат. Ѓубре. Се ваља.